Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам накусо за мојата прва средба со еден од најголемите мајстори во литературата, тоа е рускиот писател Владимир Набоков, романот што го читав е Одбраната на Лужин. Не знам зашто го одложував читањето на Набоков толку долго, можеби затоа што Лолита важи за контроверзен роман, или можеби затоа што Набоков има репутација за онака интелектуален академски писател, комплексен писател, и можеби тоа некако подсвесно ми стоело и го одложував читањето. Меѓутоа сега неодамна го земав ова издание на антолог Одбраната на Лужин, поново издание на македонски, одличен превод на Ѓорѓи Крстевски. Го прочитав и се воодушевив. Пред да ви кажам што ме воодушеви во овој роман, да спомнам две работи. Прво, ако ви се допаѓа ова видео, размислете да стиснете лайк под видеото. Ако ви се допаѓа содржината на каналот, да стиснете subscribe на каналот. Можете да ме најдете на Facebook, таму објавувам почесто, на Instagram, и да ја поддржите мојата работа преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот е во описот на ова видео. А второ, зашто станува збор? Всушност станува збор за еден шаховски гений и можеби ако, да речеме, ако не сте љубител на шахот, да речеме, јас не сум некој шахист и не сум толку голем љубител на шахот, и тоа некогаш може да ви биде ако темата на еден роман е нешто што не ни е од интерес, не ни интересира, може да ни биде одбивно. Меѓутоа, дури ако не сакате шах, ако воопшто не ви интересира шахот, немој да ја направите грешката да ве одбие тоа, затоа што ова е одличен роман и не е толку шахот во фокусот колку што е она што се случува со главниот протагонист, еден шаховски гений кој што е по име Александар Иванович Лужин. Прикажан е неговиот живот, романот почнува, значи не може да се прелета романот. Набоков не пишува баш така едноставно, значи на некој начин и комплексна е структурата, архитектониката на овој роман, значи не може да се прелета, и всушност тоа е една од најсилните страни на овој роман. Значи ни го раскажува неговиот живот, меѓутоа не оди тоа линеарно. Всушност почнува со неговото детство, за тоа како расте, всушност колку е Лужин уште од самото детство. Набоков ни го прикажува како необично дете во свој свет замислено, кој што полека го открива шахот, многу бавно и наивно, за да подоцна тоа му стане обсесија и се покаже неговата гениалност во оваа игра. Значи го следиме неговиот живот, добар дел од романот почнува линеарно, почнувајќи од неговото детство, меѓутоа до одредена точка и подоцна романот не оди линеарно, оди со навраќања, со флешбекови, продолжува приказната за да кулминира на начин на кој што ќе кулминира. Сега спомнав дека ќе ви кажам што ме воодушеви. Всушност тоа е првото нешто што ме воодушеви, што мислам дека е исклучително силна страна на овој роман. А тоа е, како што кажав, самата архитектоника на романот. Начинот на кој што Набоков ја развива приказната, со тие флешбекови, со навраќање на детството, значи за да сватиме што се случувало претходно, за да пробаме малку од малку да го разбереме Лужин и неговата состојба. Значи Лужин не е допадлив протагонист, значи е комплексен човек, тежок човек, значи на моменти кој неговиот карактер и неговото однесување може да едноставно да ви биде одбивно, меѓутоа на некој начин има една трагична црта кај него, значи на некој начин е трагичен лик, комплексен лик, и оно што е дефинитивно што ме воодушеви, што е силна страна на романот, е како Набоков го развива. Сега еден чекор понатамо, значи некои луѓе, јас тоа од прва не можев баш да го видам, меѓутоа луѓе кои што се занимавале со овој роман, кои што заборавив да кажам дека е од првата фаза на Набоков, кога пишува се уште на руски, значи пред да емигрира и подоцна пишува нели на англиски. Еден од првите романи му е овој, и силната страна, како што кажав, е некои открила дека всушност Набоков толку си игра со формата и начинот на кој што раскажува, да тоа потсеќа речиси на шаховска игра, со повторувања, со скокања од една сцена на друга или навраќање назад во минатото. Значи тоа е толку комплексно, толку добро и естетски изведено, да тоа е нешто феноменално. И всушност тоа е и силната страна на Набоков, неговата мајсторија во пишувањето. Не толку како што кажав во едно претходно видео, некои романи приказната и не мора да е толку интересна и занимлива, туку гениален и прекрасен е начинот на кој што таа е раскажана. И второто нешто кое што е најинтересно и можеби највозбудливо во овој роман е
начинот на кој што Набоков успева да ни го прикаже внатрешниот живот, на внатрешниот свет на овој човек, каде што неговиот живот веќе се бришат границите меѓу неговиот живот и играта на шахот. Всушност, на некој начин полека Лужин почнува да го гледа целата негова реалност, всушност ја гледа низ призма на шахот, ја гледа низ призма на потези, гледа некои детали околу него кои што го потсетуваат на шаховската табла. Значи игра постојано во позадина, игра шаховски партии кои што треба да ги реши, кои што треба да се одбрани за да на некој начин на крајот кулминира всушност и не можејќи да ја реши, да најде одбрана за одреден напад на една замислена партија која што е започната со еден негов противник. Значи тоа речиси го води до лудило и сосема му го обзема светот. И на некој начин Лужин гледа на самиот живот и на светот како на шаховски проблем. Што не води до едно прашање дали можат луѓето да ја разберат реалноста без да ја направат, да ја претворат во еден логички систем преку кој што ќе можат да ја разберат. Меѓутоа, за Лужин ова оди предалеку и неговиот живот е комплетно обземен од целата оваа работа. Иначи, многу посилно би рекол дека има едно многу познато дело од Штефан Цвајг, новела за шахот, кој што имам снимено видео, многу интересна новела, меѓутоа мислам дека Набоков оди еден чекор понатаму и токму затоа некои го сметаат овој роман за најдобар роман во кој што се е опишана обсесијата со шахот и шаховската игра. Како што спомнав претходно, значи не е толку заплетот на овој роман и самото дејство она што е инспиративно или што е нешто необично или уникатно, колку што е начинот на кој што Набоков полека, комплексно, многу умешно ја раскажува, ја гради приказната на овој човек, неговата обсесија со шахот, неговиот пат во лудило на некој начин и едноставно целиот тој внатрешен свет и како може да всушност се избрише границата меѓу животот, психата на еден човек и шаховската игра, да едноставно да го преземе целиот негов живот и се да гледа низ призма на напад и одбрана и стратегија. Значи, моја топла препорака за одбраната на Лужин од Владимир Набоков, најверојатно нема да застанам тука, ќе прочитам и некои негови други дела, веројатно Лолита ќе биде следниот роман од Набоков. Чувајте се, читајте добри книги и се гледаме со наредното видео. Чао!